Рацијата си го прави своето, бројот на луѓе кои што се занимаваат во агросекторот е се помал, затоа што потребата е голема од човечка сила и снага во земјоделскиот сектор. Новата студиска програма Дигитално земјоделство е производ на новото време и производ на барањата од студентите, средношколците и академската заедница и стопанството. Тоа е сублимат на повеќе потреби, каде што Факултетот за земјоделски науки и храна излезе во пресет на сите овие претходно кажани потреби да формира нова студиска програма Дигитално земјоделско производство. Дигитализиран агроном кој што ќе може да се впушти во стопанството за да може да ги решава проблемите на новото време. Знаеме дека дигитализацијата навлезе на секаде, а посебно во земјоделскиот аграрниот сектор и прехранбениот сектор, затоа што сега немате вие со механизација, современи механизации, современи алатки, современи принципи на обработка на почва, современи сензорни анализи, така натаму, каде што дигитализацијата не е навлезена максимално, затоа ние чекор со времето, одекот и потребата на стопанството, тоа што го спомнав претходно, излеговме во пресет да создадеме нова студиска програма која што ќе одговори на сите овие потреби на македонското општество. Впрочем, и нашиот факултет во непосредна близина има своје опитно поле од 74 хектари, кај што самите студенти, менторите, професорите и стопанството може да ги развиваат сите тие нови техники и технологии кои што се потребни во дигиталното земјоделство. Дигиталните алатки треба да го напълни бројот на работни часови на луѓето кои што се занимаваат со земјоделско производство, за да се намали бројот на работни часови, да може да изведува други активности во текот на неговото производство. Затоа овие алатки кои што ќе ги добива преку современо земјоделско производство, сензори за мерење на влага, сензори за мерење на pH реакција на почва, сензори за за смарт агрикалчер, значи за паметно сметководство, водење грижа за посевите во носна заштита, со предупредувачки фактори кои што ги добива сигнали од агрометролошката станица, да примени мерки кои што нема понатаму да му побараат дополнителна работна сила и снага за да ги изведува сите тие техники кои што беа порано потребни. Целта е да ова студиска програма даде разлика помеѓу постоечкото земјоделско производство и новото земјоделско производство, за крај добивката да биде кај некој што се занимава со тоа земјоделско производство. Сепак, овој дипломиран земјоделски инженер агроном ќе има и додатна вредност која што ја даваат единиците на универзитетот, тоа е Финки, ФЕИТ и Машински факултет со нови техники, со нови технологии. Во однос на придобивките кои што ги имаат нашите студенти е тоа што од ова академска година, од 1 октомври студентите влегуваат и во нова лабораторија за дигитално земјоделство. Вештачката интелигенција од мој аспект гледано е добре дојдена во земјоделскиот сектор. Затоа што претходно кажав, бројот на луѓе кои што се занимаваат со земјоделско производство е се помал. Вештачка интелигенција се надевам дека ќе помогне со некои алатки и вештини, да некои процеси порано кои што биле со време врзани, ќе помогне во алгоритми кои што ќе ги даде да одговори на некои прашања.